нашата репрезентација со ракометарка помалку и првото промашување на Саздовска. Но и надпревар во кој словенките на полувреме имаат гол плюс 11 спрема 10. Најдобро полувреме што нашите ракометарки го одиграа во овие квалификации, особено квалитетно во одбраната, дури стигнаа да направат и 9 технички грешки, толку и противничката репрезентација, но не да и дозволат на Словенија да поведе. Повеќе од 2 гола разлика имаше на нашата репрезентација, и 9-9 и 10-10 во финишот на првото полувреме. Прими дури во 2 ситуации и гол со ракометарка повеќе, и сега во таква ситуација ќе има можност да израмни на 11 спрема 11. Скратена ротацијата поради исклучувањето на Керемчиева во 16-та минута. Во контра беше Мавсар, ја фати за рака, директен црвен картон, а и не почна добро, направи неколку технички грешки Керемчиева, која во првиот надпревар беше најефикасна во нашата репрезентација, во која што Георгиевска останува и натаму без погодок во дуелите против Словенија, овој пат од чиста позиција само во стативата штета. Одлично ја соправме Лазович, пред неколку дена во Марибор најефикасната, постигна тоа 6 гола, сега само 1, дури е на клупата, па Грос го почнува второто полувреме. Во меѓувреме словенките се комплетни, па не искористивме ништо од она исклучување токму на Лазович, која шутираше, но од блокот Словенија ќе остане во напад. Една интересна ситуација. Сега Лазович ќе игра како десно крило. Со 2 ракометарки на линијата од 6 словенките. Петриња ја играше дополнително таа улога, меѓутоа шутираше непрецизно Грос. Георгиевска. Нормално Јовановска ќе биде повлечена, Гакидова игра во нападот, таму се менува со Николич. Мавсар повторно фластер на Георгиевска. Ливринич. Стојановска крената раката на судиите од Австрија. Ке мора да шутира од оваа позиција Стојановска и да погоди, браво. 11 за Стојановска, втор гол на овој надпревар. И воопшто во квалификациите Георгиевска за момент се пожели малку на повреда. Ке доби малку совети од Симе Симовски. Мислам дека малку да ја надмине таа бариера од промашувања во овие дуели со Словенија. Грос. И повторно без класично десно крило на таа позиција пополнува Лазович. Штета, со 2 кружни напајачки играат словенките, успеваат да изборат и пенал и исклучување за Саздовска. Трето во нашата репрезентација, толку имаше кој словенките. Торсен Нерецка и гостинките. Првиот го реализираше Мавсар, на местото сега на Серафимовска, сега Ладева, која не играше на првиот надпревар, ева сега на вториот. Едно од најмладите наши ракометарки не успева да ја сопре Мавсар, најефикасната за сега, нејзин 4-ти гол. Словенија повторно води 12-11. Десета техничка грешка во нашата репрезентација. Вака го почнавме и на преварот, сега и второто полувреме. Словенките и натаму имаат ракометарка плюс. Грос, убаво. Крхликар, нејзин прв гол. 11-13, максимално корисно тоа што се со ракометарка плюс на теренот. Играат со 2 пивотмена. Словенките, Оди Лазович шири како десно крило. И добиваат ракометарка плюс празен простор во овој напад гостинките. Веројатно двата напада што најлесно и најквалитетно ги одработија. Георгиевска повлечена, тука мора да има 9 метри.
турната и од баланс оттргната Георгиевска. Петриња се врати како втор пивотмен, меѓутоа одлично Серафимова. Секаде во записникот и претходно се води како Серафимовска. Јас ја знам како Серафимова и на дресот и пишува Серафимова. Штета што нашите ракометарки досега не ги користат овие 6 нејзини интервенции, 2 во еден ист напад. Например, таму пред малку направивме престап собирајќи ја таа топка. Но добро е што имаме и голманка. Серафимова одлично бранеше во оние минути што ги доби во второто полувреме во Марибор, собра 7 интервенции, откако Антич и Петковска има само заедно 2. Не дозволуваме Словенија да се одлепи на највисоки +3. Беевска повторно на местото на Георгиевска и се отвори простор на Ливринич и има 7 метри. Се погледнуваа судиите од Австрија дали да покажат и исклучување за Шон. Не. Првиот седмерец го реализираше Ристовска, сега повторна таа. Во дуел со Стефанишин, кој има 41 година. Прва нејзина интервенција, но Ристовска е го нејзиниот четврти гол на овој надправ. Со едно промашување. Намалуваме на 12-13. Петриња, дали таа варијанта ќе ја користа повторно словенките. Петриња од оваа позиција доди како втор пивотмен. Лазович да влегува внатре од крилна на бековска позиција, но сега е добро се затворено. Лазович, Грос, добро во одбраната и брани Серафимова нејзина 7 интервенција. Нема можност за брза транзиција, нема ни потреба да се брза. Нашите раковедарки имаат напад за изравнување. Нема дилеми, го играме најквалитетниот надпревар во овие квалификации. Храбро, без страв и квалитетно, особено во одбраната. Во 2 напада пројде таа варијанта со 2 пивотмена, со Лазович од десно крило на десен бег влегување, но третиот не. Белеска, Ливринич, Стојановска, тешок гол за Сара Ристовска, крај гол. Штета. Се реши да завршува, иако беше јасно дека од таа позиција нема да има многу простор. Но крилата се најдобриот наш напаѓачки делови, нема зошто да не се користат. Ристовска 4, Саздовска 3 гола и двете имаат само по едно промашување. Не отстапува словеничкиот селектор Брегар со оваа варијанта и тука е опасна Лазович затоа што може како крило да шутира и како бек. Го постигнува само вториот гол на овој меч. 14-12 водство на Словенија. Георгиевска неколку напади на Македонија не е во тимот, игра само во одбрана. Стојановска. Лошо. Сара Ристовска. Лазович. Силно на само во пречката. Втор напад за +3 не користат словенките, но се разигра од оваа позиција Лазович како да фаќа залет кога ќе тргне од десно крило, ќе мора да се излегува похрабро на неа. Ми се чини дека Стефанишин ја допре таа топка со помош на стативата, но меѓутоа Стојановска внимаваше. Его нејзиниот трет гол. 13-14.
Јеричек, ако се сеќавате, во првите 5 минути постигна 4 од 5 гола на Словенија и сега одработува 7 метри. Трет за словенките, претходните 2 ги реализираше идната Вардарова ракометарка Мавсар, 24 години. До сега 22 гола во квалификациите, во 23-тиот. 5 денеска, но 3 од 7 метри. Ја одржува константна предност од 2 гола Словенија. Но така беше во првото полувреме. Под притисок се словенките, затоа што тие се надеваат дека може да дојдат до второто место и до пласман на Европското првенство во Шведска во декември оваа година. Ливринич ја допре оваа топка Стефан Нишин. Нејзина трета интервенција. Да, покажува дека малку, ама таман, има 41 година. Брани во Крим. Трет напад за Словенија за 3 разлика. Јеричек. Опет пробивање. Така е. Одлично. Сара Ристовска прочита во одбраната. И многу често овака бегаше на таа лева своја страна Јеричек. Стојановски се отвори простор. Убаво таму и направи блок Гакидова. 14 спрема 15. Се подобро играме и во нападот. Четврти гол за Стојановска. Заедно со Сара Ристовска, тоа се двете наши најефикасни ракометарки. Чисто, мирно, погледна каде шутира. Ако овака издржиме уште 7-8 минути до кај 50-та, мислам дека под огромен притисок ќе бидат словенките. Очекува сериозен отпор од Македонија, за разлика од во Марибор. Го добија, ама мислам дека не очекува дека ќе им виси победата, особено затоа што Серафимова е се по расположена, еве незината 8 интервенција. Македонија има напад за израмнување. Белевска, Стојановска, кренат раката на судиите. Белевска, тајмаут е побаран во вистинско време, буквално во последната секунда. Немавте можност да забележите, некаде долу под клупата беше она картонче и затоа му требаше време, но во последна секунда успеа да побара тајмаут. Реклами. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. ВИП, официјален партнер на македонскиот ракомет. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Гакидова, Белевска, Ливринич за Гакидова, повлечена од Шон. На тајмаутот побара Симе Симовски топка да доди побрзо, по можност до крај, до крилото. До Саздовска или до Сара Ристовска. Белевска. Ливринич може ли да завршува?
Крената раката на судиите. Белевска ќе може да шутира, крај гол, штета. И сега по ние неколку напади реализирани и две промашувања кога од десно крило шутираше како десен бек Лазович, кога играше со двајца кружни напаѓачи Словенија. Сега се враќа на десно крило, нашите бараат чекори од Јеричек, судиите велат не, незин петти гол прво во второто полувреме, 14-16. И чекори. Еве го четвртиот. Два ситни кога се правеше дримлингот, кога се направи простор и ова судите мора да го видат. Сара Ристовска, убава акција, штета статива. Тоа е тоа, одиграно како што треба. Тајмаут на словенечкиот селектор Урош Брега. Неговата репрезентација имаше 3 напади за плюс 3. Не реализираш. Како да чувствува дека ако сега поколку така, прв пат победат на 15 минути до крајот на таа предност, дека можеби ќе го решат овој меч. Но, ево, здесь смо имели најбој помемно обрамба, за малку најбој помемно напад. Да придемо на 3. Прво наредимо о лево, ти играш на левога зонанjega. Озирamo од тоа наредимо кај останаш та нападно. Океј, па се леви зона ти играш на средина. Океј, че нам тоа не гре, па зачнемо, че наредио фаул, па кремо удвоено о лево. Закрижаш, останаш на пол, крижа, па гремо по зла. Океј? Ајде, ајде! Ще неки здaj, ще неки. Нели, Тамара, Ана, дете сте. Имаат уште по еден тајмаут, двајцата селектори, нормално во последните 5 минути од мечот. Еве онаа позиција. Беше празен првиот агол по блиската статива, но не успеа да погоди во мрежата, туку токму во неа Сара Ристовска. Словенија има четврти напад за плюс 3. Сега со Шон прв пат во напад, во позиционен. Јеричек како организатор на игра. Лазович, Јеричек, добро задржана. Лазович и за малку не украде оваа топка Ристовска, но ќе може да оди во контра затоа што и помогна Јовановска. Саздовска во таа контра и погодува. 15-16, дефинитивно денеска Македонија игра одлична одбрана. Сетете се на првиот надпревар, 18 гола примивме во првото полувреме, вкупно 35, а сега во 45-та минута само 16. И дали полека сега притисокот ќе расне, ќе се тресат уште повеќе раците на словенките, кои очекува нелесна, ама победа и да останат во игра за второто место. Ја презема одговорноста Лазович. Премирна беше, најквалитетна и најискусна. Ова е незин трет гол. Еве она контра. Георгиевска, нашата поискусна ракометарка и највозрасна, нема своји денови против Словенија без постигнат гол. Сега игра само во одбрана. Стојановска. Тежок е тој агол, Белевска некако без идеја, не знаеше што да прави со оваа топка. Дојде на својата лоша страна, тешка, а штира со левата рака. Јеричек, Лазович, Петриња и брани Серафимова. 9-та незина интервенција во дуелот со Ирман, ракометарката на будучност. Видиме контра, Саздовска, тежок гол, 7-3. Да, беше внатре. И да нема контакт, пречи Лазович.
Стефанишин е повлечена, Маринчек ќе се обиде да го одбрани ударот на Гајкидова. Реализираше 3 пати од оваа позиција во Словенија. Маринчек има 5 интервенции сите во првото полувреме. Гајкидова. Сигурна. Нејзин прв гол денеска. Никако словенките да отидат на плюс 3, има 5 напади. Крхликар, Лазович како да тргна сама да го доврши овој меч. Се судри таму со Крхликар. Се ќе биде вред со ракометарката на Гепинген Крхликар. Лазович од 10 метри, брави Серафимова. 10-та незина интервенција ги крема нашите ракометарки во ова второ полувреме, собра 6 одбрани. Ливринич прави чекори, Стефанишин бара брза контра, Ирман на спротивната страна статива, ја собира таа топка, Николич нема потреба да се брза, иако имаат ракометарка плюс во оваа полуконтра нашите репрезентативки, позиција за Саздовска, Стефанишин. 5-та незина интервенција. Речи си, двојно е повозрасна од Саздовска. Штета. Оваа бркотница можеше да се искористи се во ова да дојде нашата репрезентација до израмнување. 11 минути до крајот. Петриња. Јеричек. Лазович, одлично на неа Саздовска. Петриња сама до крај. Крената раката на судиите. Петриња, Лазович од 10 метри во голот. Четврти незин гол, трет во второто полувреме, 16-18. Се враќа повторно Георгиевска. Се уште нема погодок во 110 минути против Словенија. Претходно 9 во другите два меча со Црна Гора и со Хрватска. Може би сега во овие клучни моменти Македонија во игра да направи изненадување против Словенија. Георгиевска, Ливринич. Георгиевска, добар потек. Може малку потрпеливи да видат судите, велат дека имало 4 чекори од Георгиевска, ама исто 4 имаше и пред некоја минута од Јеричек, истата позиција. Георгиевска си игра за неа, чиста позиција и погодува Стојановска. Незин петти гол, наша најефикасна ракометарка. 17-18, 4 одни во второто полувреме. 3 има Саздовска, 4 Ристовска. Последни 10 минути, али сега дополнително ќе влезат во нервоза словенките. Чекува потежок натпревар, но и победа, посигурна. Крхликар брани Серафимова, 11-та незина одбрана, нема потреба да се брза. Не е направена замената, Николич остана напред и погодува, нема потреба да се чека, погодува Ливринич, незин втор гол. Македонија израмнува 18-18 во 52-та минута. И сега словенките се во паника.
најавуваат трка за второто место после 6 години да играат на европско првенство. Лазович тргнува сама, погодува од секоја позиција неизин петти гол. А се проба можеби 5-1 на неа, но тогаш ќе остане многу простор за брзата Јеричек, за Петриња. Но и вака функционира одбраната и тоа одлично. За едно полувреме против Словенија во Марибор примивме 18 гола, сега за 52 минути 19. Гакидова. Ливринич сама до крај. Ево стига сега 1-2 гол од Георгиевска, убава топка за Гакидова, 7 метри. Дали и исклучување? Чекаат судиите да стане шон и да ја пратат 2 минути на клупа. Еве многу важни 2 минути. Нема 7 метри, а беше во позиција за гол Гакидова. Добро. Ливринич. Стојановска, Георгиевска, сега за Гакидова. Тука мора да има 7 метри, бранеше таму Петриња. Ево го седмерецот, што го очекувавме уште пред малку. Да видиме пона промашување на Сара Ристовска, погоди Гакидова и таа ќе оди повторно на линијата од 7 метри. 3-3 во Марибор, 1-1 во Скопје. Гакидова полулоп, 19-19. Неизин втор гол. Македонија има нерешено на 7 минути до крајот и минута и пол има ракометарка плюс. Нели ова период за сензација? Уште кога би се сопрела сега Лазович, Ирман, Јеричек, Лазович, Петриња, добро играат нашите во одбрана сега, нормално проблематично за словенките, со ракометарка помалку се. Нема картонче во раката на словеничкиот селектор, чека можеби, нема право, не се последните 5 минути, но грешат словенките, не доаѓа таа топка до Мавсар. Македонија на овој надпревар не водеше ниту и против Словенија, не знам дали водеше против Хрватска или против Црнагора, таму на почетоците на тие мечеви, можеби 1-0, нешто слично. Словенките има 5 напади за плюс 3, не реализираа. Сега Македонија во 55-та минута ќе почне да тече. Има офанзива за еве чиста позиција Стојановска, турната, 9 метри, уште кратко, па ќе бидат комплетни словенките, не брзаат нашите ракометарки. Се подготува за тајм-аут нашиот селектор. Георгиевска, Стојановска, Саздовска, 7 метри и исклучување. Да видиме. Не, само 7 метри. Добро, Гакидова. Не се извлече Ирман таму навреме. Стефанишин остана на линијата. Гакидова, гол! 20-19 Македонија. Прв пат води во 55-та минута.